Важно е да се зголемува просечната плата во државата, но со исто темпо треба да расте и куповната моќ на населението. Откако државната статистика покажа пораст на просечната плата во јуни од номинални 6,2%, односно реално за 2,9% ако се земе инфлацијата в предвид, аналитичарите велат дека работите се движат во добра насока. Сепак додаваат дека она што најмногу ги интересира граѓаните е дали може да си дозволат да купат повеќе од претходно или не. Покачувањето на просечната плата која за разлика од 25 до 26 се должи отприлика некаде она што го видов на 6,4%, делува звучи добро. Бројката звучи добро и на покачување и на процентот, но знаете како, останува секогаш кога има покачување прашањето колку тоа кај нас во джебот, кај граѓанинот се рефлектира и колку тоа граѓаните ние можеме да си дозволиме да потрошиме, да ја покачиме сопствената куповна моќ за еден, ајде да кажеме, достоинствен живот или благосостојба, не повеќе. Трендот мора да се промени за луѓето да сакаат да работат повеќе во приватни фирми наместо во државни институции. Бројките покажуваат дека најголемо зголемување од 10% има токму кај платите во администрацијата, но она што радува е дека за 8% пораснале и примањата во секторот земјоделство, шумарство и водостопанство, а за исто толку и платите во транспортот. Аналитичарите сметаат дека она што е најважно е владата да продолжи да креира поволна деловна клима за компаниите да растат и да се развиваат, а согласно тоа и да вработуваат нови луѓе и да ги покачуваат платите. Проблемот е во некои приватни дејности, да кажеме, каде што има и значително стагнирање во таа целокупниот процент на покачувањето, што лично мене, да кажеме, ми пречи, ја лично би сакал покачувањето да бидат во приватниот сектор и според тоа да нашите граѓани се мотивираат не само да сакаме да се вработуваме во државниот апарат или таа јавна управа, во државната управа, туку луѓето како на запад имаат мотив да се вработуваат во приватниот сектор, каде што реално платите треба да бидат повисоки отколку јавниот сектор. Претходно од бизнис секторот рекоа дека зголемувањето на платите е реално и тоа најмногу поради намањето на доволно квалитетен кадар за работа. Сепак додадоа дека продуктивноста не го следи растот на платите и за тоа да се случи потребни се подобри услови за работа и поголема правна сигурност. Во Македонија највисока просечна плата земаат вработените во секторот информации и комуникации од над 88.000 денари. Најниски плати има во секторот објекти за домување и сервисни дејности со храна со нешто над 34.000 денари.